Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на емисијата Медицинско катче. Утрово тема пролетните алергии и исхраната кај децата. На оваа тема зборуваме со доктор Александар Сајковски, педијатар од приватната болница Џиваден Систина. Докторе, добар ден. Добар ден, поздрав прво до сите вас и до вашите гледачи. Темата е пролетните алергии, начинот на исхрана кај дечињата и важноста на витаминот Д. Ајде најпрво да почнеме од алергиите, детските инфекции и вирусите. Какво правиме разлика меѓу алергија и вирус? Бидејќи, мај ни помина дождливо, времето е променливо, колку дечињата се засегнати од ова? Па, објективно и од едното и од другото се засегнати, и од алергиите и од инфекциите. Се уште со оглед на променливоста на времето и присуството на, особено оваа зима, беше доста жустра заради присуство доста на грипот, инфлуенца А доминираше и тој РСВ вирус. Меѓутоа продолжија тие инфекции во пролетниот период, но алергиите се константно во пораст. Значи, тие две работи не можеме вака баш буквално директно да ги врземе, али индиректно се поврзуваат, затоа што двете прават атак на свој начин или промени или атак на имунолошкиот систем кај едно дете, уопште и кај возрастни. Но она што е карактеристично, што во последниве децении кај нас исто така се зголемува бројот на деца со алергиски реакции, и тоа не само со дерматити, нели, тие атописки дерматити, него и со други типови на алергии, алергии на кожа како уртикарија, на нос, ринит, конјуктивит, па и бронхијална астма. Тоа е сигнал кој што ни кажува дека навистина се случуваат некои работи. Некои работи на кои што можеби треба да обрнеме внимание, така. Што се однесува до инфекциите сега, да речеме за вирусниви инфекции, тука веќе имаме момент, ај така да кажам, во кој што некогаш дури ни е малку и тешко да се разбереме со родителите, затоа што децата имаат право да се разболат, имаат право да настинат, имаат право да фатат грип, да речеме, нели. Впрочем, со оглед дека имунолошкиот систем во првите 5-6 години зрее постепено, децата во предшколска возраст имаат право и 8 до 10 инфекции во тек на годината да имаат. Но она што е во тој дел типично, што тоа се доминантно вирусни инфекции, кои не бараат третман со антибиотици. За жал, ние сме една држава и покрај тоа што немаме добра статистика за ништо, ама и во тој дел немаме баш прецизна статистика колку се трошат антибиотици, или барем не е објавена, да кажам. Меѓутоа сме генерално земја која троши. Имаше некаде податок дека сме можеби и први на Балкан по потрошувачка на антибиотици од Светска здравствена организација. Да, али знаете, многу е интересно, ако ја видите мапата на Европа, баш конкретно сега кога тоа го споменавме, ако ја видите мапата на Европа во 25-та година, например, зборам за оние земји кои што доставуваат централно, доставуваат податоци за потрошувачка на антибиотици, многу интересно дека во амбулантски услови и во болнички услови најмногу антибиотици трошат Франција и Грција, например, а најмалку трошат скандинавските земји. А нели ќе очекуваме во скандинавските земји, бидејќи е поладно, да има повеќе и нели повеќе дури можеби инфекции да се појавуваат. Меѓутоа скандинавците трошат многу малку, али па тоа е поврзано со новите податоци исто кои кажуваат дека резистентноста на бактериите кон антибиотици кај нив е најниска. Не ги користам. Што е у суштина предност. А кога треба да дадеме антибиотик, ќе дадеме и тој навистина ќе делува. Така. Споменавте дека нешто се случува кај вирусните инфекции. Што е тоа на кое што треба да кај алергиските поточно? Што е тоа на кое што треба да обрнеме внимание? Од каде се јавува? Дали причина е загадувањето, намалениот имунолошки систем и како овде родителите да делуваат? Знаете, генерално, ако гледаме, секаде во светот се зголемуваат алергии. Генерално. Така.
едно време беше теорија на хиперчистота дека е причина, значи децата немаат инфекции во одредени средини, во одредени држави немаат многу инфекции, меѓутоа се развива алергискиот дел од имунитетот и онда развиваат алергии. Меѓутоа се покажа дека кога се прават, да речеме, анализи кај децата кои што покажуваат знаци за алергиски инфекции, се покажа дека они може да прават алергии на се. Значи, алергии и на пример, на средства за перење, да кажем, нели, до алергии на некои храни, до алергии на било што, аерозагадувањето исто така. Аерозагадувањето е посебен проблем и тоа е еден од значајните фактори во развој на алергиите, дефинитивно. Зашто? Затоа што во тие PM честички се лепат низа гриди, да кажем, кои што може да предизвикаат епизоди на кашлица и воспалителна реакција на белодробието и продукција на секрет. Тој секрет пак после може да биде дополнително загаден со некој вирус или некоја бактерија. Аерозагадување најмногу се изложени децата. Најранливи се децата на аерозагадувањето од една проста причина. Значи, вие кога ќе видите што све представува аерозагадувањето, не е само PM честичките, тука вие сулфур диоксид, азот моноксид и така натаму, децата се мали, тие се ниски. Кога мајката или таткото ќе го земе детето од градинка и ќе излезе на улица, издувните гасови од кулите прво, оно највише ги впива тие, да речем, издувни гасови. Така да, ние нешто мора да направиме, затоа што ние сме средина, Македонија, односно Скопје, ние сме град кој што е и Тетово исто, и други градови сме меѓу најзагадените во зимските месеци. Значи, дека нешто треба како систем, како едукација према семејствата или системски, треба да се реши. Дали тоа ќе биде грејење со газ, дали, нели? Тоа е веќе на национално ниво работи треба да се реши. кои што треба да бидат вистина на национално ниво. Од друга страна, кога имаме такви промени, конкретно, можноста за развој на алергиите се зголемува. И уште една точка која што морам да ја поврзам во ова прашање, тоа е тотално неконтролираното внесување на химикали кои што влијаат жестоко на имуниот систем. А тоа ви се разни средства со кои што се прскаат земјоделските култури. Значи пестициди, органофосфати и хербициди. Кај нас ние едноставно немаме контрола и увид колку тие, значи генерално зборам, нели, колку се користат и колку од нив се токсични. Можете да чуете повремено дека се шверцуваат некакви такви токсини недозволени во Европа. Некои наши производи кои што биле запленети на граници према Европа затоа што биле со многу пестициди и така натаму. Пестицидите се отровите на 21. век. Ние многу малку зборуваме за тоа. И тоа е точка која ние исто така во сите, верувам, педиатриски амбуланти, проблем кога разговараме со младите родители, кога треба да почнат да им даваат на доенчињата да внесуваат храна, првата ќе ја крстам заблуда е дали да дадам готова кашичка или да дадам сами да спремаме дома. Сите идат на линија да спремаме сами дома, но набавката е стандардно на пазар. И тука почне главниот проблем. Ние во педиатријата гледаме драматичен пораст кај нас, драматичен пораст на болести кои што генерално не треба да се толку застапени кај децата, од типот на малигни болести до типот на алергиски тешки реакции и исто така до типот дури на автоимуни болести. Значи, тоа е знак дека имаме тешко нарушување на имунолошкиот систем. За жал, се уште, значи, тоа треба да го знаат родителите, дека во Европска унија има страотно тешка и јака регулатива кога станува збор за исхрана. Исхрана не само на деца, него и на возрастни. Регулативата подразбира дека кашичките кои што се спремаат за децата, еве, например, зборам за таа доеначка возраст, не смеат да содржат пестициди, мора да се органски. Кога ќе зборуваме во амбулантите со родителите, дајте му на детето органска храна, они викаат па нема ништо кај нас органско. Нели? Едноставно не веруваат. Ама не е дека нема.
Ја мислам дека не се трага и не се бара. Има и кај нас луѓе кои што произведуваат органска Да, храна. меѓутоа многу не се декларирани или станува збор за мали земјоделски стопанства кои што треба да ги најдеш по социјални мрежи и тука е веројатно недовербата од сам Па почеток. веројатно, да. Веројатно е тука недовербата. Најчесто се мали стопанства, да речеме, така, вистина е така. Меѓутоа, знаете, ние многу малку зборуваме на таа тема. Многу малку затоа што едноставно, ако се вратите само 80-90 години наназад, нашите баби и прабаби, они не знаеле што е терминот органско, они едноставно не ги прскале. Така, произведувале сами. Све било, нели, ќе засадат патличан, што ќе роди, тоа е. А денеска не знаете со што све е прскано. Така. А тоа има влијание на имунолошкиот систем. Прво на јетрата, пошто све што ќе се внесе поминува низ јетрата, а после тоа исто така на имунолошкиот систем. Додавањето на суплементи во исхрана, нели, паѓа имунитетот, што е тука, до кога треба да се даваат, што се треба да се дава, и оној фамозен витамин Д, нели, во зимските услови треба да се дава, летно време не треба да се дава. Ајде тука една едукација да им направиме до кога е вистинското време, нели, дали во мај сега еве немаме сончеви денови, па дали треба да се даде, не треба да се даде. Значи, И суплементите општо, дали постои некако вештачки суплемент да, нели, со додавање да се направи некаква магија и едноставно детето да биде здраво, зашто фармацевскиве куќи продаваат се и се што. да, објективно е така, нели? Има се и се што на пазарот можете да видите. Во апотеките, ајде да кажем така. Меѓутоа, тука треба да знаат родителите една работа, дека во случај да детето јаде квалитетно, не му треба специјална суплементација со некои мултивитамини или нешто такво во тој дел. Затоа што природното внесување на витамини е секогаш подобро отколку синтетичко. Така. Пример ради илустрација, например кај децата се дава С витамин многу често. Човек еден професор јапонец вика од С витамин колку и да испиете никад нема да умрете. А вода можете да извршите самоубиство ако претерате со испивање на вода. Меѓутоа природниот С витамин кога се внесува се ресорбира нешто повеќе од 90% во цревата. Значи, па дури на возрастен човек не му треба повеќе од 200-250 мг С витамин од денот. Ние пиеме С витамин 1000, 2000, 3000 синтетички, од кои само 5% се ресорбираат. Така да, природно внесените витамини, ако детето има добра исхрана, тука нема дилема дека нема потреба да се додаваат. Но, она што мора да се дава во раната детска возраст, а богами и покасно, тоа е D-витаминот. Македонија е држава во која што имаме, колку што јас знам, негде околу 230 сончеви денови. Може би помалку во последните. Меѓутоа, кај нас, кога ќе ги погледнете децата во парк, без оглед и сонце да е, они се облечени од глава до пета. Едноставно сонцето не може да дојде во додир со кожата на детето. Има еден податок многу фасцинантен и многу интересен, дека например поголемо дете, школско дете, да го пуштите малку разголено надвор, околу 11-12 на сонце, 15 минути, за 15 минути ќе создане 7 до 8.000 единици D-витамин во кожата. И создава секој ден ако излезе надвор. Така. И тоа дете никад нема да добие интоксикација со D-витамин. А количината не е мала. Не. Сега, ние суплементација со D-витамин правиме обавезно во првата година, чак и во втората, зависи од дете до дете, зависи како расте. Затоа што излагањето на нашите деца на сонце е многу мало и затоа што се повторно враќа рахитисот како клиничка состојба во раната детска возраст, за жал. Сега има еден друг интересен феномен, доаѓа лето, еве сега, Так. например, сите деца се мачкаат со фактор 50 минимум, нели? Да, зашто дерматолозите велат дека меланом. Факторот 50 не дозволува да повеќе од 93-4% од D-витаминот што треба да се создаде во кожа, нема да се создаде. Тоа значи, изнесите го дете во 15 минути без фактор. И после тоа намачкајте го.
Нема да изгори за 15 минути, сигурно. 15 минути е краток временски интервал, нели? Така. Барем да му се создаде Д витамин. Сега, заради нашите навики, едноставно кажано, ние правиме суплементација, иако има и деца кои што брзо растат, нели, качуваат килажа и имаат поголема потреба за Д витамин. Но она што е многу важно да го кажеме, тоа е дека Д витаминот не е само, него примарна функција му е, долго време мислевме само за одржување на коскеноста, нели? Меѓутоа, тој има страотно многу голема и значајна улога во имунолошкиот систем. И луѓе кои што имаат, деца и луѓе кои што имаат ниско ниво на Д витамин, се предодредени, да кажем на некој начин, или имаат поголема склоност кон развој на алергиски болести, кон развој на автоимуни болести и кон развој на малигни болести. Сите се врзани со нарушен имунитет. Тоа значи дека суплементација со Д витамин мора да има. Сега, до која возраст? Обавезно, во тек на првата година обавезно, секој ден. Наредните години обавезно во зимските, есенско-зимските месеци, до најмалку 6 години. Но, денеска знаете како е, медицината е напредната, не е останата од пред 200 или 300 години, сега така да кажам. Но со едно добро тестирање, кое и денеска не е скапо, баш релативно ефтино као цени збора, се испитува витамин Д рецепторите какви се испитува нивото на Д витамин и тој парахормон, значи неколку работи кои што се врзани со Д витамин. Ако е низок Д витаминот, и ако е констелацијата, генетската констелација на тоа дете, па и на помало и поголемо дете лоша, значи покажува дека може да има склоност кон автоимуни болести или алергии или малигни болести, тоа треба цел живот да прима секој ден. Има деца каде што е таа генетска констелација добра и нема потреба да прима такви секој ден, него само во есенско и зимските месеци во првите 6 години. Може ли да се предозираме со витамин Д? Тоа е тема која е многу, навистина, многу вака употреблива тема. Стравот кај луѓето, па и кај лекарите, е дека постои ризик од предозирање. Интересно е дека порано дававме, сега ќе речам, пред 20 на години, кај бебињата се даваше депо инекција Д витамин, 300.000 единици, и немаше деца кои што беа предозирани. Денеска дозата на Д витамин, она што е официјално препорачена, е за деца во првата година од животот 400 единици, за деца родени пред време 800 единици на ден. Меѓутоа, тоа не е фиксно, него она што е европски препорачено. Американците препорачуваат дупло поголема доза, но она што е многу интересно, што тука имаме многу често несовпаѓање со колегите ортопеди кои даваат повисоки дози, затоа што ги гледаат децата дека веќе појавуваат знаци за рахитис. И затоа се оди со повисоки дози. Класична интоксикација со Д витамин тешко може да се направи. Внесувањето на дозата која што треба да се внесува, ако се контролира нивото на Д витамин во крв, нема никад шанса да дојде до предозирање. Тоа е едно. И второ, јас познавам доста пациенти, и деца, и возрастни луѓе, кои што примаат високи дози на Д витамин, со оглед на одредени имунолошки кондиции што ги имаат, и таму можете да видите концентрации на Д витамин кои што се во на токсична зона, што ја викаме, нели? Па пак никој од нив нема интоксикација, односно не внесува калциум и има моделирање на исхраната. Тоа е тој фамозен Коимбра протокол кој што повеќе години се користи во одредени делови од светот и во болници, меѓутоа кој што уште не е поставен на ниво комплетно на цел свет, да кажем. Докторе, темава е многу голема, зачнавме многу прашања, меѓутоа немаме време за да ги одговориме сите. Еве еден генерален совет за родителите на маливе деца пред почетокот, па и за поголемите пред почеток на летото.
околу начинот на исхрана, дозирањето на суплементи, што треба да направат кога се на море, некаков совет да им дадеме пред летните одмори. Па да, ја прво би ги советувал пред се, ако тргнеме од најмалата возраст, да прочитаат убаво, дека дохраната, односно внесувањето на кашички, почнува меѓу 4 и 6 месец, дека тоа зависи од тоа како напредува детето и дали родителите може да обезбедат квалитетна храна, да ги суплементираат со D-витамин, особено деца кои што се со ниско ниво на D-витамин. Топло им советувам овошјето да го конзумираат, а да не го пијат, затоа што најлошиот дел од овошјето се соковите. Најдобриот е целиот производ. Денеска е модерно сок од портокал нарачувате, доста скап во кафичите, а во суштината е најлошиот дел од портокалот. Целиот ако го јадете, тогаш е многу подобар. Значи, слободно да ги шетаат децата, да ги изнесуваат на сонце, да не се плашат. Храната треба да е богата со витамини, суплементи специјално. Ако јадат децата, нема потреба да внесуваат. Меѓутоа, ако не се во добра исхрана, ако се со еднолична исхрана, тогаш веќе треба да се направи лабораториска анализа, да се види кои елементи му фалат на детето, па тоа да се даде. Тоа е исто како што често само заради низок хемоглобин се дава железо, а не се испитува витаминот B12 и фолната киселина. Значи, мора да се провери што вистина му фали на детето. Да не се плашат да ги шетаат децата и кога е топло, значи да ги изнесат. Тие што ќе одат на море да уживаат на бањање, а тие на планина да уживаат на чист воздух. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.